boli. Dobro, da čup me ne bidi plačko. Te boli zabot, te boli. Pa i mene me bolel zab. Ама јас сум го вадел со конец или сум трпел болки. Мамичка, па многу ме боли забот. Ма знам, злато, мамино, дека ми те боли, но ке боли, ке помине. А сега мама ке ти донесе аспиринче и вода. Аспиринче. Баба ке ти стави троалукче. И готово, ќе ми ти помине бабино внуче. Бабичка, многу ме боли. Ама добро да чув ме дека те боли. Како нема да те боли? Си го преал со сладко и си го напалнил со чоколада. Тато, многу ме боли, многу. Добро бе, синко, чув ме дека те боли. Ајде. Абе, ти ја знаеш ли приказната за оној каубојот Джек што пронашол лек за неговиот зап што го болела? Што бил бе тој, тато? Тој бил каубој, бе, синко, каубој голем, страшен каубој. И цел ден чувал крави и броел мрави. Тато, и тој бил дете? Бил дете, сигурно дека бил дете. Станал од лулка каубој. Сигурно дека бил дете. Сакаш да ти ја прочитам приказната за него? Сакам, ама пусни што станал. Па ќе ти прва ти кажам што станал. И тој страдал така, го болел. Не еден зап, 2, 3, може и повеќе да го болеле за. Го болеле и му поминале. Сега ќе ја најдем. Како на кутре. И мене ме болеа забите. Само што не одев на лекар и така еден по еден зап си отпадна. Еве остана само еден. Го гледаш едно? Чуј. Бабички, и тој се нише. Леле, ама ти е силен забот и тој ќе ти падне. Ниче, готово, нема веќе лек. Не служеше долго, половина век. Тоа е силен зап, синко. Половина век, сега не му треба лек. Чекај да ја најдам која страница. Боли ме, боли. Добро, сега ќе ти ја прочитам приказната. Чекај да видам. Слушај се. Силниот Джек, 63. Го. Така, значи, евете, тој Джек, висок и слаб, пронашол лек за својот зап. Отишол на лекар и дијагнозата за болниот зап лекарот му ја соопштил како бомба. Слушај, почитуван каубоју Джек, на вашиот болен зап ќе му треба пломба. Слушаш? Слушам, ама ме Ако сакате, добро дете ти помине, ако сакате мирно да си броите мрави, да јавате коњи и да пасете крави, пломбирајте ги забите да ви бидат здрави. Ето, чуј сега. Ајде, Борче, слушај ме мене, татино. Ајде да си најдеме ние лекар и се ќе биде одлично. Ќе бидеш како тој Джек. Ајде, а баба нека прави ручек, ајде. Ајде, оди. Кој зап те боли? Слободно кажи. Кажи му, тато, кажи. Ова е разговор помеѓу двајца мажи. Се разбира. Еве, овде. Леле, братко, па во него имаш едно мало парченце сладко. Ео, тоа парченце, запчето те клука тука и тука. Да, а простете, докторе, детето е неуко младо, го приел забот со чоколадо. Ништо. Денеска ќе го стругнеме малку, утре малку, па потоа ќе му ставиме пломба и со лекот ќе му го продолжиме векот. Чичко, доктор, јас ќе бидам посилен и од Джек. Така е, браво. А кој е тој Джек? Джек е... Простите, докторе, како не ви кажав? Па, тој Джек пред еден век го бил силен, голем и јак и го болел еден зап. Не еден зап, 2 заби. Да, 2 заби. 2 заби го болеле тој Джек силен и јак. И ништо, отишол ги пломбирал забите и му престанале болки. Па само така можел да им ги спаси расипаните заби. Да. Инаку може да останат без нив и во устата ќе биле како стари баби. Да. Стари баби. Јас ќе бидам голем јунак и нема да се плашам. Добро. Ајде сега зини. Ајде кажи. Зини. Ајде кажи. Браво, ете така. Денеска малку, утре малку, па на крајот пломба и запчето ќе ти биде повторно здраво, мазно и бело како зрно граф. А што е најважно, пломбирано без трав. Браво.
Храбар Джек. А тато, внимавај, јас не сум Джек, јас сум Борче. Не, ти си силен и храбар како Джек. Браво. Браво, многу храбро момче. До сега никој вака храбро не се држал на овој забарски стол, без страф од клешта со јунашко срце. Така, браво. Na svijetot najslatko što je, A sonot, malečko moje. na svijetot najslatko što je, Pa sonot, malečko moje. Sonot razni skazni plete, soni dete, razni dete. gle stojanče slatko spijem, Da raste mela i nije. Македонска радио